Борба, неизвестност, многу стравови и ништавило од кое се чини нема излез. Во една таква атмосфера, зачинета со пригушена музика и светлина речиси усогласена со актерската игра, се одвиваше мачното искушување на Каин од Луцифер. Публиката уживаше во тридневната изведба на представата Каин во продукција на Сдруженијето Транзен. Двоецот Велко Фурдовски во целосна хармонија ја одиграа 50-минутната представа. Представата се запрашува како првиот човек одолел или не одолел на искушението. Во битот на самата представа е архетипноста и борбата на човекот со злото, за да стигне, преку злото да стигне кон доброто. Мислам дека влеговме многу честно и искрено во овој процес, во обид да разбереме, да ги разбереме постапките на Каин. Екипата е речиси идентична со онаа за минатогодишната монодрама Кротка. Освен Стојан Велков, авторот на музиката Ставре Ангалаковски, исте и режисерот Дејан Ангелов, како и сценографот Никола Пијанманов. Режисерот Ангелов смета дека Каин е приказ на современиот човек, распнат од внатрешните пориви да се бара подлабока смисла по големо задоволство. Тој е првиот кој што не сака да го прифати фактот за смртта и тргнувајќи во размислување околу битието и смртта се стигнува до некаква есенција на човековиот живот. Преку тој бунт спрема созданието и битието, на крајот Каин стигнува до некакво прозрение што лежи во суштината на човечкиот живот и каква е смислата на целиот тој живот. Првата премиера на Каин беше во петок, на 27 ноември. Представата се играше и во сабота и синоќа, а најавите се дека ќе има барем една представа неделно.